Во досегашната дебата главно произлегува ставот дека овој настан е организиран со определена цел и мотивација да причини незадоволство и несигурност меѓу граѓаните на Република Македонија, да се изврши определено негово застрашување и врз основа на тоа вниманието на граѓаните на Република Македонија да биде оттргнато од актуелната, ние тука ја дефиниравме како политичка, институционална и безбедносна криза во Република Македонија и врз основа на тоа ќе побараме врз основа на определени заклучоци ќе побараме определени ставови да бидат реализирани во рамките на институциите на системот на Република Македонија. Она што за нас е многу овде интересно е согледувањето на втората, би рекол, карактеристика на овој настан, а тоа е последиците кои можат да произлезат од актуелното гранично обезбедување, како во смисла на неговата организација, така и во смисла на неговата реализација, бидејќи сите овде во дебатата се согласивме дека начинот, методологијата, средствата, па и персоналот кои се активирани во смисла на организација и реализација на граничното обезбедување во овој дел на северозападниот дел од нашата граница е врз основа на лоши проценки и дека овој систем на гранично обезбедување битно и суштински треба да се промени. Сметаме дека не можело и не смеело да дојде во ситуација било каква криминална банда незабележено да влезе од територијата на Република Косово во Република Македонија и фактички според теоријата на дефинициите да изврши агресија врз дел од територијата на Република Македонија и да изврши заробување на полицискиот персонал кој бил тамо присутен. Сметаме дека нашите заклучоци кои и по овој основ ќе произлезат од оваа дебата ќе бидат добредојдени во смисла на организација на граничното обезбедување во понатамошниот тек во Република Македонија. Велите организиран инцидент. Во која насока организиран? Може ли нешто покажете? Да, овој инцидент е организиран од аспект на тоа што според овие информации кои официјално ни се достапни и нам и на македонската јавност е реализиран од страна на 40 припадници, 40 на припадници, тогаш значи дека станува збор за групација која со одредена цел и мотив извршила агресија на дел од територијата на Република Македонија и доставила определени пораки што понатаму да прават субјектите и структурите на Република Македонија. Од тој аспект зборуваме за организиран инцидент. Кои се можните фактори кои би можеле да стојат зад овој напад? Така наречен. Постојат повеќе мотиви и повеќе субјекти кои можат да го организираат ова, но ние не сакаме да се бавиме со предпоставки во ситуација кога немаме прецизни и доволно информации за тоа кој можел да го предизвика овој инцидент. За нас е битно дека дојдовме денес до заклучок кому фактички му штети кога би го организирал овој инцидент и во рамките на тие заклучоци сметаме дека тоа никако не можело да го направи опозицијата, никако не можело да го направи локалното албанско население во Република Македонија и никако не е заинтересирана тоа да го направи косовската страна, односно Република Косово, бидејќи Република Косово како нов државен субјект на овие простори има многу поголеми интереси да ја покаже својата зрелост како државен субјект и да се приближи до стандардите и вклучувањето во Европската унија и НАТО. Македонското население нема албанското население во овој дел од територијата нема никакви интереси исто така да се дестабилизира Република Македонија, бидејќи се животно заинтересирани да се поправи нивниот животен стандард и од тој аспект
ни преостанува да размислуваме дека сепак овој неразумен чин го прават некаква групација или некакви субјекти на кои не им е интерес напредокот на Република Македонија, или пак за овој инцидент се кријат нивните зли намери.